Скопје. Град кој никогаш не застанува. Град на стотици илјади чекори што се вкрстуваат секој ден. На луѓе што брзаат, сонуваат, се борат и се надеваат. Град на приказ, некои гласни, некои никогаш не изговорени. Ова е град што преживеал земјотреси, кризи, промени, но секогаш повторно се издигнувал. Зошто луѓето се населиле овде? Одговорот е лесен. Поради плодноста која ја нудел Вардар. Но недалеку од градот се крие уште едно богатство. Не толку познато, но суштинско. Водата во секојдневието ја користиме, но ретко размислуваме од каде доаѓа. Не ја гледаме нејзината патека, ниту местата низ кои минува пред да стигне до нас. Вода што снабдува илјадници домаќинства. Вода што тивко го одржува секојдневниот живот на целиот град. Само со едно движење на рака добиваме нешто без кое не можеме да замислиме живот. Ние се упативме да го најдеме нејзиниот извор. Срцето на градот е изворот Рашче, без кој нема ни работа, ни развој, ни опстанок на градот во целина. Квалитет втор во Европа после Виена. И не сме свесни што имаме и треба да го чуваме како очите во главата. Оваа вода што истекува од изворот Рашче, оваа вода што ја пијам сега јас, е вода која може да се користи како вода за пиење без никаков третман, апсолутно без никаков третман, таква што ја дала мајката природа. Изворот Рашче претежно се снабдува од каптажа 1 и каптажа 2. Просечна издашност на изворот Рашче, мерена на преку 60 години, 4150 литри во секунда. Ова што го гледавме сега преливањето, то се случува во пролетниот период како што е сега, затоа што имаме топење на снегот на шара и е зголемен. Меѓутоа во есенскиот период, кога имаме зголемена потрошувачка и во летниот период, топењето скоро е завршено и тоа е недостаток и во тој период претежно се уклучуваат и бунарите со полн капацитет. Ова пред нас е планината Жеден, изградена од карбонатни карпи кои се водопропусни. Секоја капка вода што ќе падне на планината Жеден, понира во подземјето и стекува како вода на изворот Рашче. Зошто се вика Жеден? Жеден се вика затоа што на површина нема вода. Сите врнежи, целиот снег понира длабоко во подземјето и стекува низ изворот Рашче. Ова планина што ја гледаме на оваа страна представува индустриската депонија од работата на металуршко-хемискиот комбинат Југохром. Депонијата е создадена, односно почнато е со депонирање на отпад 1962 година. Отпад е депониран како отпад продуцирал бихроматно блато. Станува збор за количина на отпад од 1.100.000 метри кубни, односно тежина од 2.200.000 тони отпад. Шестовалентниот хром, односно бихроматното блато и шестовалентниот хром се интензивно растворливи во вода. Значи сите врнежи што паѓаат на овој простор го поминуваат патот од површината на депонијата низ самата депонија, поминуваат низ тоа бихроматно блато, го раствораат и продираат, се инфилтрираат долу во подземните води. Овај пиезометар овде, односно истражен бунар, е направен 2019 година со цел да го утврди квалитетот на повисоките слоеви од подземни води. Истиот е изведен со длабочина од 25 метри. Анализите покажуваат дека подземната вода во себе содржи 132 милиграми шестовалентен хром. Дозволените концентрации на шестовалентен хром се 0,01 милиграм. Споредбено 132 милиграми по однос на 0,01 милиграм представува 13.200 пати зголемена концентрација на шестовалентен хром во подземната вода.
во врска со агресивноста на шестовалентниот хром. Шестовалентниот хром е силно агресивна материја. Ги раствара скоро сите врсти на материјали. Раствара бетон, раствара арматура. Еве овде може да се види, ова што истекува жолтото е шестовалентен хром, колку овие колци се разјадени и бетонот е целосно деградиран и уништен. Длабоко под земјата, помеѓу подземните води и изворот Рашче, постои природна заштита, слој од глина, бариера што со години го штити изворот од загадување. Јас верувам во Господ и сакам да изнесам едно мое мислење, еден мој став во врска со таа глинена завеса. Веројатно претпоставувам дека Господ знаел со што ќе се соочи овде на овој простор, со какви луѓе ќе се има работа и целата наша неодговорност и целата ваква состојба успеал да ја заштити со поставување на таа глинена завеса. Станува збор за природна глинена завеса која нас не штити, се нашла некако во таа состојба, но не можеме ние да сметаме дека таа заштита ќе биде долговременска и бесконечна. Ова што го гледаме сега на оваа планина представува мешавина од отпад, имаме металуршки отпад, имаме комунален отпад, имаме градежен отпад, имаме бихроматно блато. Ова се жолто што се гледа е тој шестовалентен хром. Самиот таков мешан состав на оваа депонија многу го усложнува проблемот за изнаоѓање на решенија за санација. Во насока на изнаоѓање на решенија за санација на оваа депонија од страна на Министерството за животна средина во 2024 година беше нарачана студија. Истата е изработена од страна на Градежен институт Македонија. Студијата предвидува 7 варијантни решенија. Идните чекори, идните активности што треба да се реализираат се дефинирани како многуитни мерки и итни мерки. Неитни мерки нема. Многуитни мерки е изградба на нова прочистителна станица и веднаш да се отпочне со прочистување на контаминираните отпадни води преку изградба на една активна хидраулична завеса. Она што се препорачува како најсоодветно решение е дислокација на оваа депонија на растојание од околу 300 метри северно во правец на комбинатот Југохром. Концептот е изградба на отварање на нов простор и комплетна хидроизолација на тој простор со сите расположиви можни технологии на изолација и постепено пренесување на материјалот во таквиот изолиран простор. На крајот, крајното решение ќе биде изградба на една така наречен саркофаг, односно депонијата ќе биде преместена во нова локација која ќе биде комплетно заштитена во подлогата и покриена од површина. Со тоа ќе се спречи инфилтрација на контаминирани води и ќе се намали притисокот на загадување на подземните води. Ваквото варијантно решение е од категорија на коштање, значи има и поскапи и поевтини варијантни решенија. Цената на чинење на ова варијантно решение се проценува на околу 55 до 60 милиони евра, што ако се спореди со годишен буџет на државата Македонија, представува 1% од годишниот буџет, што би требало да се смогнат сили да се најде решение. На овие места имало цивилизација дури во 15 за времето на римското. Тоа е аквадуктот во кај што градот се водоснабдувал од Бразда и од ова, не се најдоа сили да се одоне секој турист ќе дојде да го посети. Првото организирано водоснабдување е во 1907 година, значи следната година ќе славиме 120 организирано водоснабдување. Кај сегашната царина направен е бунар
и на Кале резервоар 205. Реков 64-та е почнато, 68-та е завршено каптирање на каптажата Рашче 2, а првата каптажа е 36-та година со фи-400 до градот. 80-та година е завршена каптажата Рашче 2. Значи, надлежните институции рековме кои се водовод и канализација, град Скопје, секторот за животна, Министерството за животна средина, треба да обрнат многу поголемо внимание на изворот Рашче и неговата заштита, затоа што не дај Боже, ако се загади Рашче, Скопје ќе биде мртов град. Кој од кај дошол, од таму ќе иде. И јас сум од Светениколските села во кои сме направили водовод и канализација и меѓу што ќе прават младите. Младите и сега се иселуваат. Не дај Боже да се случи ова.